Тоа е наш идентитет. Тоа не е од нас, тоа е од времето, од времето. Јас не би си усудил да спомнам нешто, дека некој ќе дозволи да се смени името. Така да, тоа со векови ние го имаме тоа име и тоа име е наше и не гледам уопште дека НАТО треба да биде причината да ние би име во НАТО да се смени името. Прво ние како држава ги исполнуваме сите услови. И тоа и НАТО го знае и ние го знаеме. Таа НАТО е една алијанса, група, што таму треба да бидат пријатели. Зашто и нашиот спор со името, не треба тоа да биде услов. Да јас го сменам моето име да бием нешто. Не ми треба да бием ништо, ај нека си останам како што сум и да си спием мирно. Плюс тоа Македонија има војска во Ирак, војска во Афганистан, во Босна. Македонија секаде, кај што е НАТО, кај што треба да биде. Добро, сега ние не може да направиме како Енглиска или Франција или некој, ali ние сме таму. Тоа е респект, тоа е поштување. И ние, колку сега што гледам, нашата држава се дружи од сите страни, сите устови да го исполни, за да влезе во НАТО. Сега, значи, условите ако не се исполнат, ако името се смени, може да влезе во НАТО. Не треба тоа така да биде. За да влезе во НАТО треба да бидат условите исполнати. Јас не знам Македонија што повише не исполнува. Добро, има проблеми, тачно има проблеми, ама јас со колку луѓе сум зборувал со Вашингтон, вика, Славко, колку ги има со големи проблеми, вашите проблеми пак не се толку колку се другите. Така да, тоа е за мене, не треба да биде уопште името проблем да биде во НАТО. Јас, кога би ме прашал се рачунам ние дека сме таму, јас увек мислам позитивно. Еве прошлата недела имаше две турски големи организации направија голема поддршка за нас, али и во Конгресот. Еве сега слушам доста конгресмени прават резолуции, да така да некој пат се и временски е, али може да кажам и со амбасадата се работи многу, доста се работи со амбасадата, доста задните 2 години е направена голема упорност и никој пат не е доста, увек треба, али мислам стоиме на одговорностите и може да кажем 90-95% стоиме на одговорност што на време е дадено отпор и прашање како професионалци, од зависи која функција, дали од амбасадата или од нас, плюс и од државата. Сум бил на многу состаници во Вашингтон и од владата и тука така мислам е изведено доста професионално и брзо, што ни оди доста во наша корист.